Здраво и да дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе ги разгледаме подетално структурите кои се на респираторниот синџир, на кај митохондрии. А понатаму во наредното видео ќе видиме како всушност се случува преносот на електрони и како всушност се добива енергија. Сега, првично да нацртаме внатрешна мембрана кај митохондријата и запамтете дека ова е значи внатрешна мембрана на митохондрија. Така да знаете кај се наоѓаме од прилика. Бележав и матрикс имаме интермембрански простор. Сега, внатре у матриксот, да не заборавате дека тука се случува ТЦА. Така, ќе направиме со помала. Тука се случува ТЦА, циклузно 3 карбонски киселини, и всушност се ослободуваат и доаѓаат и од надвор, се ослободуваат и доаѓаат многу редуцирани коензими, кои ги разгледавме во минатото видео, и сега само ќе запишеме еден, значи NADH. И всушност за создавање на овие коензими всушност се користат 2 протона и 2 електрона. Значи ако имаш NAD, во сите процеси каде што NAD станува во NADH, всушност се користат 2 протона и 2 електрона. Сега, двата електрона се складирани внатре во NADH, додека само едниот протон е складиран во NADH, другиот протон се ослободува во цитоплазмата или местото каде што се одвива дадениот процес. Значи ова не зборам сега само за ТЦА, него зборам за сите процеси каде што ова се случува. NAD преминува во NADH. Значи едниот водород се ослободува во околната средина, другиот водород се врзува со соединението. А кога се прави од FAD во всушност двата протона во овој случај, двата протона влегуваат во соединението, така не се ослободуваат во околната средина, исто и 2 електрона влегуваат во соединението. Добро, тоа е битно да се знае, не е толку битно, едноставно треба да знаете дека 2 протона учествуваат за да се направи. Сега, прво на мембраната за кој ќе збориме е така наречен комплекс 1. Така ќе го нацртаме вака на некој си начин. Има еден дел ваков. И ова нормално е протеин, така. Сега, овој комплекс 1, освен што е комплекс 1, исто така има и друго име, ќе облежиме тука. Исто наречен, како што спомнав, NADH убихинон оксидоредуктаза или NADH дехидрогеназа. Значи ова е протеин кој е всушност голем ензим составен од 42 различни полипептидни низи кои го градат. И всушност содржи внатре у него флавин мононуклеотид кој е флавопротеин и барем 6 железосулфурни центри, кои тие железосулфурни центри всушност се железо и сулфур кои градат еден вид решетки слично на хемот кои се асоцирани со протеини. Сега ќе бележиме со некоја си сина боја. Ја ќе зумираме тука, па после ќе одзумираме. Значи FS. И тоа е обично 2F, 2S, Fe, железо. Или пак 4Fe, 4S. И вакви, како што реков, ги има барем 6 железосулфурни центри. Ама ние само ќе избришеме ова, значи ќе бележиме само FES. И овие се тие носачи на електрони, кои понатаму ќе видиме како всушност се пренесуваат. Бидејќи овие 6 железосулфурни центри всушност се расподелени вака нагоре и секој нареден е со различен редокс потенцијал, така што електроните, кои понатаму ќе видиме како се пренесуваат, идат во дадена насока. Така да имаме такви железосулфурни центри. Сега не случајно го нацртав во еден вид на ваква L структура, значи како L, која е обратно на некој си начин, барем од оваа гледна точка е обратно, бидејќи така изградено. Значи не излегува во интермембрановскиот простор, значи, добро, може би малце кај некој места, но главно има една ваква L структура. Сега, ваков е обично и кај животни и кај растенија, но кај растенија имаме и друг вид на комплекс 1, NADH убихинон оксидоредуктази, односно NADH дехидрогенази, кои што се релативно различни. Каде што всушност имаме, сега овие само сега ќе ги бележам, понатаму нема ги бележам, освен зашто ги спомнам за што се.
зашто кога ќе збориме во наредното видео како всушност се пренесуваат електроните, нема да ги спомнам или можеби на крајот, затоа сега само ќе ги спомнам. Има две внатрешни, ова се протеини исто, НАД, односно НАДПХ дехидрогенази, значи две внатрешни и исто така две надворешни НАД или НАДПХ дехидрогенази. Значи, ќе запишам. Две внатрешни и две надворешни, овие се НАД, односно НАДПХ дехидрогенази, овие се екстернал, значи свртени се на интермембрановскиот простор, а овие се исто НАД, односно НАДП. Ме нервира Маусов. Дехидрогенази, кои вие се интернал. Сега, кај комплекс 1, само малце да се навратиме, ова НАД, односно НАДПХ, всушност ги пренесува електроните на комплекс 1. Така електроните од него ќе бидат пренесени комплекс 1. Сега, тие електрони исто може да се пренесат на овие НАДПХ, внатрешни или надворешни дехидрогенази, кои се наоѓаат само кај растенијата. Ама тие кои се од ТЦА циклусот се пренесуваат на внатрешните, а тие кои доаѓаат од цитоплазмата се пренесуваат на надворешните. Така. Значи комплекс 1, као комплекс 1 не правеше разлика. Мислам, тие кои доаѓаат од матриксот доаѓаат, ама тие кои се во матриксот може да беа од ТЦА или од цитоплазмата, додека овие значи интернал користат НАДПХ од ТЦА, додека екстернал користат НАДПХ, ајде НАДХ само ќе ставиме, од цитоплазмата. Така, значи користат различни НАДХ. Сега што е разликата помеѓу нив и комплекс 1? Ова ќе го видиме понатаму, но сега на кратко. Кај комплекс 1 електроните се пренесуваат преку комплекс 1 до убихинон, од убихинон, ова го видовме во минатото видео, до комплекс 3, па од комплекс 3 до комплекс 4. Така. И при тоа, при секој од овие чекори се пумпаат електрони наспроти концентрацијски градиент. Се пумпаат протони. Сега, кај овие екстернал и интернал, ова не се случува. Кај нив што се случува? Значи, кај нив електроните директно идат до убихинон и од убихинон идат до кислород кој се врзува со два протона и се прават две молекули вода. Така. Но при тоа нема пумпање на протони. Пумпање на протони не се случува. Значи не се случува пумпање на протони. И тоа некој ќе се праша, добро, тоа што се случува со енергијата која се ослободи со цел да се случи ова, така да се направат две молекули вода. Таа енергија всушност ќе се искористи за правење топлина. Мислам, не мораше да го избришам. Ќе се направи ова, ама енергијата наместо да се искористи за пумпање на протони, таа енергија ќе се искористи за топлина. Ја ќе направам како црвени линии, како топлина. Така и таа топлина е сега интересно е важна е кај некои растенија со цел кај што имаат некој си дел кој ослободува јак мирис, има одреден вид молекули и го загреваат тој дел, така што кога е позагреан молекулите полесно се расфрлаат и помирисаат, така што ќе привлечат повеќе инсекти, ќе привлечат поленатори и ќе може да се размножуваат подобро. Значи кај растенијата постојат овие НАДП, односно НАДПХ, екстернал и интернал дехидрогенази, кои не пумпаат протони, него само прават топлина при процесот на пренесување електрони. Значи енергијата од електроните не ја користат за пумпање на протони, него ја користат за правење на топлина. И ова го имаме само кај растенијата, значи го немаме кај животните. Друга причина исто така зашто ова би можело биде, зашто едноставно растенијата имаат повеќе НАДПХ него животните поради фотореспирацијата. Сега, иако имаат НАДПХ, нив им треба оксидиран НАД. Не им треба цело време да имаат редуциран, им треба од време оксидиран, со цел да може оксидираниот да влезе во процесите на глуколиза, да влезе во процесите на ТЦА и така натаму и така натаму. Со цел да може да се добијат повеќе интермедиерни соединенија кои би иделе во други процеси.
Така дали ова да влезе во глуколиза или да влезе во ТЦА или некаде другде, каде што ќе се добијат одредени пентози, например, сега лупам ксиулоза, така, некаде во оксидацијски пентозен циклус. Значи, потребно им е и НАД. Тоа се направило во НАДХ, ама они веќе имаат доволно НАДХ и онакви се, не треба толку, да го вратиме пак во НАД, за можеме да го користиме пак. И ко некој начин на брзање, да го скокнат целиот процес, прават само топлина, не прават АТП и го користат НАД да го вратат назад за учествување во некои други процеси. Така што вкупниот биланс, кој понатаму ќе го пресметуваме, ќе биде малку помал него кај животинските клетки, бидејќи голем дел од НАДХ се користи всушност само за праќање топлина, не пумпа протони. Така што, например, ако кај сега лупам некои бројки, ама кај животни, ако имаме некое си количество НАДХ и знаеш дека ќе даде толку и толку АТП. Ама овдека имаме дадено количество НАДХ кај растенијата и всушност нема да даде исто толку АТП, зашто дел од ова НАДХ ќе направи топлина. Така што АТП ќе биде малку помало од тоа кај животните. Добро, на тоа ќе видиме понатаму. Само да го избришам. И сега ќе идеме на комплекс 2. Така да продолжам само внатрешна мембрана. Сега идеме на комплекс 2, кој ќе го направиме вака некако. Ќе биде вака. Сега, ево комплекс 2, кој исто така наречен фат сукцинат дехидрогеназа или сукцинат убихинон оксиоредуктаза, бидејќи овој комплекс всушност пренесува електроните од ФАД, H2. Сега се пренесуваат два електрони, ама интересно е дека кај него нема пумпање на протони. Значи он не пумпа протони при пренесувањето на електрони. Него само ги пренесува електроните до убихинонот. Сега како што може да видиме изгледат повеќе субединици. Имаме овие се наречени С и Д субединици кои се трансмембрански, и ќе имаме овие кои се А и Б субединици. Во Б субединицата исто и овдека се наоѓаат тие железо сулфурни акцептори на електрони кои учествуваат во редокс пренесувањето на електрони. Исто тука имаме некои хем групи, но нема сега да ги разгледуваме, едноставно нема потреба. Сега, зошто се рекува сукцинат оксиоредуктаза, која мислам користи ФАД? Бидејќи едноставно ФАД H2 всушност се добива кога од сукцинат преминувавме во фумарат. Например, ако тука имавме ТЦА, така сукцинат кога поминува во фумарат, значи кога сукцинат поминува во фумарат, всушност се ослободува во ФАДХ, и потоа тој нели влегува вдека, ги дава електроните патуваат и стигнуваат до убихинон. Така и затоа се нарекува сукцинат оксиоредуктаза, бидејќи од сукцинатот таму потекнува. Сега, за сега видовме дека комплекс 1 и комплекс 2 електроните ги пренесуваат до убихинон. Така сега ќе разгледаме и убихинонот, но поетата е, со ова сакам да потенцирам дека не се наредени вака во линија еден до друг. Едноставно, ако би го гледале ова од горе, значи ако би го гледале некако од горе, и ако е направам вака како коцка површинава, да речеме дека ова е комплекс 1, ова е комплекс 1, ова овде е комплекс 2, а убихинонот е некаде вака тука. Така што електроните идат вака од едниот и идат вака од другиот. Така, а не се наредени, зашто вака на слика кога ги цртам, изгледа дека комплекс 2 е тука, и дека убихинон е овде, и дека електроните идат вака, и дека идат вака. Од комплекс 1 и од комплекс 2 до убихинон. Ама всушност најчесто, бидејќи сега протеините не се до толку точно прецизно наместени, ама по-логично и по-добро е овдека вака да бидат, убихинонот да е некаде тука и електроните вака да идат. Така да не се скокаат еден преку друг. Ама ние шематски ги прикажуваме како да се наредени еден по друг, така како да се идат вака, у линија. Сега два збора за убихинонот, кој е овде вака, ќе направиме со сина боја. Тоа е значи вметнат внатре у мембраната, не штрчи од страните.
И тоа е всушност хинон, кој често се нарекува исто и коензим Q, значи коензим Q, и така обележиме кога ќе ги правиме понатаму шемите, кој Q ќе биде. И кога е само како Q, тој се нарекува убихинон, додека кога е редуциран, односно врзан со протони, значи ева како направиме, кога е како QH2, тоа ќе се нарекува убихинол. Ова е една мала разлика која исто важи и за фотосинтеза, која зборев за нецикличен транспорт на електрони, но мислам дека таму не е специфицирав убихинол, односно на изменисто ги користев двата термина. Но добро, не е сега толку битно. Значи ово е еден липофилен молекул кој не е врзан со протеините директно, не кажам мембраната, него се наоѓа измеѓу. И овој значи може да ги прима електроните кои доаѓаат од комплекс 1 и од комплекс 2. И тие електрони всушност ги прима на начин што врзува водород со нив, бидејќи не може само електрони да држи со нив. Со него мора да врзи и протон. Нареден е комплекс 3, значи со зелена боја. Значи комплекс 3 ќе го представиме вака некако. Значи комплекс 3 или исто така наречен цитохром BC1 или убихинон цитохром С оксидо редуктаза. Значи ова е протеин, односно ензим кој се наоѓа во митохондриите. Исто и овдека има железо сулфурни транспортери, значи FeS. И исто така има цитохром C1. И овдека всушност се добиваат електроните од убихинолот, дали имавме убихинон. Убихинол е кога има и водород, ги дава двата електрона. Мислам ќе видиме понатаму, всушност идат еден по еден. И потоа овој комплекс 3 всушност ги пренесува на цитохром С. А цитохромите, сега идеме на цитохромите, се всушност, само момент да продолжам овака. Цитохромите се всушност протеини кои содржат простатична група хем, значи содржат хем. И видовме хем како всушност се добива кога зборевме за синтеза на хлорофил. И во центарот всушност на тој хем имаат железо 2+, која преминува во железо 3+ и назад. Значи претходно е 3+, добива електрони, преминува во 2+, понатаму ги носи, значи цитохромот С ги носи овие протони до четвртиот комплекс, комплекс 4. Исто наречен, мислам комплекс 4 исто е наречен цитохром оксидаза, бидејќи го оксидира цитохромот, така цитохромот се дека всушност ќе ги пренесе тие електрони и всушност он ќе се оксидира назад во Fe3+. Така. Сега при тоа, само и овдека не спомнав дека комплекс 3 пумпа протони нагоре, наспреки концентрацијски градиент, но исто така и комплекс 4, како што овие електрони сега всушност ќе се движат, овие електрони, се до кислород, всушност до насцеден кислород, каде што всушност два електрона го врзуваат со еден насцеден кислород со две молекули на водород, при што се добива една молекула вода. Така се добива H2O. Сега всушност ќе дојдат 4 електрони. Значи, ако имавме тоа и ова го повториме два пати, ќе бидат 4 електрони и ова ќе биде по 2-4 протони, се добиваат две молекули вода. И при ова движење на електроните, исто и овде, во комплекс 4 се пумпаат протони, само не толку многу како во другите два, како комплекс 1 и комплекс 3, ама сепак се пумпаат протони во интермембранскиот простор. И последно всушност што останува, што нема да го разгледаме во ова видео, е овдека на крајот ATP синтетазата, која овдека ќе направиме главата, која овдека е составена од F1 и F0 субединици. Но сега само ќе ја спомнеме дека тука постои и сега овие протони кои цело време викав дека ги пумпаат, комплекс 4 дека ги пумпа, комплекс 3 кој ги пумпа и комплекс 1 кој ги пумпа. Се вратиме на лево и комплекс 1 кој ги пумпа. Сега тие протони всушност се враќаат назад, така и овдека идат, протоните се враќаат назад и при тоа АДП преминува во АТП. Оксидативна фосфорилација.
И тоа беше се за овој видео, се надам дека научивте нешто ново. И ќе се видиме во наредното видео каде што ќе го разгледаме процесот како иде, значи како се пренесуваат електроните без да ги објаснувам сите овие структури. Иако до сега би требало да имате отприлика знае како се ќе се одвива, така што ако ова го научивте би требало да биде прилично лесно. И да се повторам малце, да, во биохимија ова ќе разгледаме подетално. И секогаш за вакви некои убави, посложени вакви работи, гледајте видеа на YouTube. Значи има убави видеа, ја не можам да ги постирам зашто има копирајт, ќе се направи. Но каде што овој процес убаво анимиран како и да сега не се до толку детално објаснети, ама ги гледаш електроните како си се движат, како изгледаат структурите и се тоа. Добро, тоа беше се за видео и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.